Веќе подолг период во Тетово постои клуб, каде членовите ја вежбаат јапонската боречка вештина нинџицу, што е попозната како стратегија, тактика на јапонските борци шиноби или нинџи за герилска борба. Самите познавачи на нинџицу велат дека повеќе умешност или уметност на трикови, односно начин на самоодбрана, а помалку е борба. Станува збор за нинџицу, која е составена од 9 лози на борилачки вештини, која е стара веќе 900 години, значи више од 900 години е стара. Ние сме тука организација на Буџикан Тори федерацијата, која е основач нашиот инструктор и Шихан Неделјко Ашанин. Нинџицуто во денешно време е дојдена како да кажам како последна вештина која е излезена од Јапонија, пошто долго време најверојатно е чувана како тајна во Јапонија. Потеклото на оваа вештина е коренот, значи пред 900 години излезена од Кина, Индија и Тибет. После пренесена во Јапонија, како се бегало во тоа време, како се ратувало. Јапонците ги имаат усовршено. Един од најпознатите учители кој е се уште жив, значи сенсеј Соке Хацуми, е заслужен за ова што е излезена ова вештина по светот. Иначе била баш онако долго време во тајност во Јапонија. Кои се основните принципи на оваа вештина за еден човек? Основните принципи за оваа вештина се више развивање на креацијата и интелигенцијата пред све. Као вештина е доста погодна за самоодбрана за себе, за својата породица и за тие работи. И во принцип нинџицуто не е само борилачка вештина што се зборува да е само тепање као или не знам тие работи, него има чисто доста и други, да кажам, науки кои се изучуваат во неа, математика, географија, топографија, има анатомија. Значи сите тие работи, хемија, сите се тие склоп на ова нинџицу. Значи ние не правиме таква техника да е толку само агресивна навидум као ово, него гледаме да направиме да се луѓето смират, да се осеќаат слободно, да се осеќаат баш онако сигурни во себе. Нинџицу клубот Буџикан Тори од Тетово работи во спортската сала на основното училиште Андре Савевски Кикиш. Тренинзите се одвиваат 3 пати неделно, односно секој понеделник, среда и петок од 19 часот. Според учителите или на јапонски сенсеи, секој без разлика на годините може да дојде и да ја научи оваа вештина, која пред се служи за самоодбрана. Значи клубот работи веќе една година. Секој може да дојде да биде член во клуб, значи нема тука одредени препозиции, имаме посебна програма за деца до 13 години и после 13 години до 77 години малте не, значи секој може да тренира. Тука значи нема некои ограничувања. Може да почнат деца од 6 години до 13 години, имаме посебен програм. Тоа е захвалност на нашиот Шихан Неделјко Ашанин, кој има поделено вештинава тоест програмот на повише групи, значи до 13 години се работи еден програм и од 13 па нагоре, значи нема ограничување. Малтене не е толку физички, не тражи физички преспозиции, колку што тражи да си малтене интелигентен и да имаш малку повеќе онако креативност во себе, значи да се развиеш како креативен човек. Значи не се стритно вештините само така, има начин на движење. Работиме тука, значи голорука борба, значи тоа е борба тајџицу, и работиме борба со оружје. Значи традиционални јапонски оружје, од катана, тонфа и така. Голем придонес за формирањето на клубот е ангажманот на Ивица, кој сега, иако живее во Врање, често пати се враќа во родниот град и помага во клубот околу тренинзите. Контактите во двете земји овозможиле двајцата сенсеи да имаат можност за постојани обуки и надоградување на вештините. На семинари Крагујева, Скопле, Куманово, кај што ќе стигнеме одиме кај нашите сенсеи што се понагоре од нас, и по другарски семинари, како што сега дојде Ивица Мирчевски од Врање, идемо така во Скопле, Куманово, идемо еднаш, два пута
Еднаш беше што идемо во Крагуевац исто на тренинзи. Ја, значи, тренутно живеам во Врање, веќе 5 години. Со нинџицото, значи во Буџикан Тори федерацијата сум веќе 5 години. Со борилачките спортови се бавам, значи од, да кажам, од мојата 7 година, па имав некои паузи, па така настави, понатака се бавам, значи доста време. Малтена да кажам, отприлike сум во тој свет 22 години, можам слободно да кажам, иако се имам бавено и со други борилачки вештини. Од тука во Тетово ме познаваат као и атлетичар и као фолклориста, долго време исто си имам бавено со тоа. Ево се враќам во својот крај да нешто заживее тука за нашиве во Тетово, пошто нема малтене овој нинџицу као и дојдовме заедно со Златко со работка да направиме клуб тука, да ја доаѓам да го посетувам, да он доаѓа на семинари заедно. Во принцип не е скапа вештина за учениците, него е скапа вештина за учителите. Тоа така иде. Значи луѓето во Тетово нема потреба да се плашат, да кажат колку е тоа пари, колку тоа кошта, опрема тука има, значи сето што треба, значи во нашиот клуб. Нивно е само да има добра волја за тренинг и тоа е.